Јас сум блага душа, снимам се што сакам и срам си немам на душа. Добре дојдовте на мојот канал, смеја до солзи во нова сезона со нас. Поздрав на сите шекерчиња, добре дојавте назад на каналот на Благадуша луѓе. Пред се сакам да ви посакам, како се посакува тоа? Коледе, леде, среќно Коледе, како се посакува врска, не брат, како се посакували. Епак, нека ви среќно Коледе. Денеска е Коледе, јас го снимам ова видео, си дојдов в село поради Коледе. Да, треба да палам ога, но немам опрема тука, имам само еден компјутер, немам ништо, си земав нешто од прилеп за опрема, но немам баш се и морав да се снајдам некако, решив да не ве оставам без видео, пошто вчера прескокнавме, решив да не ве оставам без видео и денес да снимаме видео, луѓе. И па затоа мора да се снајдам некако, еве го изврзав стариот микрофон BM800 када си го донесов тука во село, ќе го оставам тука во село, си го изврзав на стариот сталак за камерата, така да морав некако да се снајдам и да ви снимам видео, нема врска. Денешното видео е случка на Коледе, како ќе ми изгазеше кола, брукачка случка, не знам се уште како ќе се вика видео искрено. Јас кога бев помал, одев во село Крушајани на Коледе кај баба ми, тоест кај Петрафиле. И знаете, таму се збираат цели фамилии, прават поголеми огнови такви работи, но јас имав другарчиња, одма накрши баба ми, тоест накрши Петрафиле. И знаете, едностоп со нив се збирав и си правевме ние посебно Коледе. И исто како и секоја година си се собираме ние се да си направиме Коледе, пари си собравме, дрва изнесековме, донесовме се што треба, голем оган, такви работи. Кога дојде време, знаеш, се си палиме оган. И многу нормално е да идат постарите луѓе, дали бабави, дали дедови, дали таткови, дали мајкави, да ве контролираат што правите, како се однесувате кај огнот и такви работи, пошто сте помали, разбирате. Знам дека дојдоа тука некои од комшиите постари луѓе и онака почнаме да седиме, да си правиме мовет, да се смееме едно друго се. И памтам дека дојде еден пијан човек, тој беше во овој стил. Откаде дојдовте, дојдите, што сториме, се ни зеловте. Нема врска, не знам зашто го спомнав него кога е небитен во самата приказна. Памтам дека имаше на постара баба еден постар дедо, тој дедото беше некој 65-6 годинки, така да тој е битен сега во приказнава. До тогаш овој стар дедо, значи човекот што има околу 65-6 годинки, го знаеме како мирен, како не многу физички спремен и такви работи. И што се случи? Како што седиме ние кај огнот луѓе, си пееме, си пијаме. Сопче. Друг пијан човек со Ауди А4, оттам забрзан. Она многу забрзан. Вози. Знаете колку леташе, да не ви излажам, преку 150 возеше. Сега овој стариот дедо стоеше до огнот, но од страната на патот и кога виде дека колава иде во него, луѓе фати го прескокна коледарскиот оган кој беше висок, да не ви излажам, едно метар и пол секако. Замислете, стариот човек го прескока. Сега ќе ви кажам во кој стил беше. Ако коледарскиот оган е овој овој се ова го прави, брат. Го прескокува, значи коледарскиот оган висок метро и пол за да избега од колата која тера во нас. Ние сите се настранивме, се колава нас не промарши, но се изврти и удри после нас, направи собраќајка во еден зид. И онака се смачка колава. И пазите што се случи, овој пијаниот шоферот што беше внатре, значи колава изгасна се. И овој, знаете, прва реакција која му беше? Пак ја пали колава, замислете. Значи Пази, колава смачкана, брат. Смачкана, ти уди да се смачкува, застанува се собраќајка, овој внатре не слегува, него пак пробува да ја запали колата. Ало, ќе ти пукне, ќе ти експлодира колата, брат. Нешто бидна се тоа фино лепо. Најсмешното беше овој стариот човек, луѓе го прескокна огнот, замислете, метро и Прпа. Значи сакам да кажам дека кога ви е стравот вкоски се може физички да се спремни, на 65 години се може. После следните 3 дена кога ми текнуваше на таа случка, пошто ја го видов човеков како прескокува, луѓе, замислете, ма толку ми идеше да се смејам, легинав по земја, луѓе, по земја легинав. И што е најважно, на сите им кажувам. Отприлика тоа би било тоа, луѓе, за ова видео. Сакав едно кратко коледарска случка видео да ви раскажам, што мислам дека е доста добра, доста смешна, интересна да ја знаете. А вие сакам да ми пишете во коментари дали сакате да започнеме серијал каде што јас ќе ви раскажувам хорор, страшни приказни и случки што се случиле, што да речам се вистина, пошто јас верувам во такви работи со демони, со вампири и слични работи. Сакам да пишете во коментар дали сакате да го започнеме тој серијал. Што многу малку ни фала до 4500 да видиме колку можеме да стигнеме денеска. И стрикно Коледо, дедо Коледе. Ха.
И да, тоа беше тоа и доколку ви се допадна ова видео, лајкнете го за поддршка и доколку се уште не сте станале шејкерчи, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. А да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. А да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме да следите на Instagram, бидејќи ќе гласате на моите сториња, да.